Продолжуваме со отвореното студио. Денеска уште еден настан, протест пред основното јавно обвинителство, револт на граѓаните поради мерката притвор која беше изречена на една наша сограѓанка поради конзумирање на марихуана. Инако она е активистка за легализација во невладината билка, и тука со нас во студиото е членот, председател на не сум член на организацијата билка, но и адвокат во случајот на нашата сограѓанка. За што станува збор? И зошто е одредена мерка притвор 30 дена во шутка за користење на уживање? Станува збор за продолжение на она што подолго време ние го прецепираме како проблем во оваа држава. Тоа е на ригидна политика која органите на прогонот и особено јавните обвинителства ја форсираат наспрема уживателите на канабис. Ако имаме кратко време би елаборирало од каде конкретниот проблем потекнува, именно конзумирањето канабис, особено го правите во безбедноста на вашиот дом, воопшто не е казниво по нашите нормативи. Казниво е дилањето. Дилањето е казниво, меѓутоа правниот проблем реално настана некаде во 2009 година, кога се воведе привилегиран облик, односно полесен облик на делото по член 215, по кој што се гонат овие дела, каде што се воведе полесна казна за помало количество наркотици, што создаден правен вакуум, бидејќи самиот закон тоа не го детерминираше што подразбира под помало количество, што доведе до тоа да јавниот обвинител тогаш Лјупчо Шврговски во 2009 пушти задолжително упатство до сите јавни обвинителства да до 5 грама канабис се смета за помало количество, а над 5 грама канабис задолжително се добива 501 милиграм. 501 се добива обвинение со дека имате интенција за продажба, што е проблем затоа што јавниот обвинител не е законодавец и тој нема право да регулира. Имаш намера, ама намерата што е намера? Тие обвиненија се темалат на една реченица, значи кога ќе заврши описот воведот генералиите, се само со една реченица дека од заплената количина е јасно дека се работи за продажба, значи се држат на количина каде што никаде законски не е тоа детерминирано, туку се држат на едно упатство кое е строго доверливо. Јанаки, ајде директно да одиме на случајот со Моника. МВР денеска излезе со соопштение дека во нејзиниот дом во претрес биле најдени, не знам, 20 и кусур грама канабис, 27 грама канабис и отприлика 30 милилитри уље од канабис. Е ригидна ова 30 дена притвор, но како ќе ја браните? Јас воопшто не сметам дека во услови кога е тоа дејание илегално, јас не велам дека не треба да се најде пред органите на прогонот или дали треба или не треба да одговара. Меѓутоа, случајот е спор на мерката притвор. Мерка притвор за ваков тип на дело, иако мерка притвор не може за било кое дело да се одреди, тоа е мит дека тежината на делото е заложителна кај притвор. Меѓутоа, мерка притвор за уживатели за канабис, па дури и да произведувала уље, тоа е кривично дело од благородни побуди, е недопустлива, особено во услови кога имаме цела една, па би рекол, политичка клика која е недоприлива. Дали е фатена на продажба или е фатена количина? Во моментот кога јас бев контактиран беа веќе на претрес припадниците на МВР и извршен претрес, со тоа што денеска видовме соопштение на јавното обвинителство, не на МВР, дека ја товарат за продолжено кривично дело, односно дека имаат докази дека во повеќе наврати го сторила истото кривично дело. Поседувала или продавала? Меѓу друго таа теретата за продавање. Да. Меѓу друго таа теретата за продажба на масло од канабис. Да, инаку владиниот портпарол Миле Бошњаковски денеска околу притворот ова 30 дена имаше реакција на некој начин се огради, го пренесе ставот на владата, режи ако го имаме тоа можеме да го пуштиме. Владата на Република Македонија одлуката за притвор од 30 дена за лицето Моника Ристевска делува престрого во однос на стореното дело. Истовремено сакаме како влада да укажеме дека мора да се почитуваат законските прописи и дека Македонија е држава која се темели на принципот на владење на правото. Потенцираме дека владата на Република Македонија, како и за сите други прашања, а сме имале многу комплексни прашања и проблематични, така и за ова прашање е подготвена на диалог
со сите заинтересирани страни, граѓански организации, граѓани и било кој друг има потреба. Отворени сме за дискусија целосно во однос на ова прашање. За крај, има ли изгледи да се замени мерката притвор со оглед на ваквиот став на владата со некоја друга мерка, домашен притвор, а нешто што е помалце ригидно? Таква можност секогаш во законот постои и она што е проблем не само во овој случај да со леснотија судовите и јавните обвинителства се одлучуваат на најтешката мерка притвор, на најтешка мерка за обезбедување на присуство на осомничениот во постапката, а притвор, а тоа е спротивно на одредбите на законот за кривична постапка и на Конвенцијата за човекови права и слободи, на праксата на ЕСЧП, дека мерка притвор само во најекстремни случаи. Да, значи има право кривичниот совет. Поднесовте ли жалба на Да, поднесов жалба за притворот и побарав јавна седница, мислам дека во петок за тоа ќе се одлучува. Уште за ова, владата повикува на диалог. Има ли изгледи граѓанското општество да се некако обедини, бидејќи постојат разни организации, разни иницијативи, да се отвори еден диалог каде што овие работи би се свеле и би се довеле во известни нормативи кои се соодветни на високо развиените демократии во Европа. Со одредени политички чинители од помалите политички парламентарни што парламентарни што вонпарламентарни партии веќе имаме контакти во таа насока во овој дел и работиме и на законски измени, се обидуваме да воспоставиме контакти и воспоставивме прилични контакти и со Министерството за правда, како најповикано да изнајдеме едно соодветно законско решение и да се законски детерминира што државата би толерирала како количина за лична употреба во услови кога не постојат други докажи за продажба. Океј, Јанаки, ти благодарам што беше. Не, јас само на крај сакам да прашам нешто што им е кратко, само нешто што им е дилема на многу, еве гледам и по социјалните мрежи и на мои пријатели дека можеби Моника има агенда да биде претходник за ова легализацијата на канабисот. И затоа предизвикува така. Или отварање на тие канали за диалог. Агендата, па добро, тоа би било вака моци екстремен начин на диалог, затоа што морам да признам и тоа искрено и не за лично сум го кажал дека пристапот е можеби погрешен. Да. Вести, треба да најавиме. Тука отвореното студио во овој дел завршува, се враќаме назад во 3:25, разговараме за настаните во светот.